да се додаде точка на дневниот ред иницијатива за изработка на енергетски план. Тоа е наложено по Законот за енергетика, односно член 16 од Законот за енергетика, на единиците на локалната самоуправа ги задолжува најдоцна до 15 мај во тековната година да изработат енергетски план кој што би се имплементирал во наредната година, односно доколку се изработи енергетскиот план оваа година ќе се однесува за наредната година. Минатата година барем не проследивме информација, бидејќи законот е исто така стапен на сила на 29 мај 2025 овој закон за енергетика. Таму во самиот член од законот за енергетика има 9 основни точки по кои што треба да изработи секоја единица за локална самоуправа енергетски план, кој што го доставува на разгледување и потврда од страна на новото Министерство за енергетика. Значи тоа е првата иницијатива која што треба да се стави на дневен ред. Ако го ја разгледаме предлог програмата за работа на Советот на општина Ѓорче Петров, во него не е наведено дека општината ќе донесе енергетски план. Така да јас апсолутно ние сакавме да потсетиме за ова, не сакавме да бидеме некоректни, да почекаме да заврши мај па да кажеме дека не е исполнета законската регулатива. Претходно дадовме предлог за измена и дополна на дневниот ред, тоа не се усвои. Ја пак ќе се обидам. Сега конкретно имаме предлог програмата за работа на Советот на општина Ѓорче Петров. Предлагам повторно измена и дополна на програмата. Ако беше проблематично од политички аспект да се прифати иницијативата за изработка на енергетски план, законот го наложува тоа, тогаш предлагам во вториот дел на предлог програмата за работа на Совет, во која што е дефиниран временски период од април до јуни, помеѓу првата и втората точка, да се додаде точка за изготвување на енергетски план, и таа точка да биде најдоцна до 1 мај, за да има временски рок да истиот се достави до 15 мај согласно член 16 од Законот за енергетика до Министерството за енергетика.